Реткост е на едно место да се појават лидерите на двата најголеми коалициски партнери, плюс председателот на Собранието, плюс половина влада, плюс директори. Денес ќе се постават темелите на инвестиција, која само во првата фаза тежи 130 милиони евра и која што ќе отвори најмалку 890 нови добро платени работни места. Поводот овој 13 август беше камен темелник на фабрика за производство на електрични автомобили на германската компанија E-Go. Ниту датумот не беше случаен, годишнина од рамковниот договор. Дали таа индустрија на глобалниот пазар има перспектива? Да. Дали таа е одржлива за животната средина? Да. Дали ќе создаде нов пазар за нова перспектива за младината? Да. На настанот не беа дозволени новинарски прашања, па деталите се дознаа по церемонијата. Фабриката според најавите кои што ги имаме, треба градбата на самиот објект треба започне во следните 6 до 8 недели. Тоа значи дека многу брзо на почетокот на есента ќе ги видиме. Ќе го видиме почетокот на градежните работи. Предвидено беше изградбата на фабриката да започне 6 до 8 недели по помпезната најава. Но 15 недели подоцна на локацијата има само камен темелник. Иако е лесно да се пресмета дека рокот за старт е двојно пробиен, директорот на технолошко-индустријските развојни зони уверува дека нема никакво доцнење. Самиот деловен план и на компанијата кој што не е приложен во договорот за државна помош предвидува последниот квартал од годинава да започнат градежните активности. Станува збор за фабрика која треба да биде трет капацитет во Тетовската зона меѓу најголемите во државата, простирајќи се на над 120.000 квадратни метри. Половина од овој простор се планира за тестирање и за паркинг на електроавтомобилите. Е огромен објект на E-Go, каде што требаше да се спојуваат 4 постоечки парцели во зоната во Тетово. Веќе тие процедури се завршени и во рокот една недела ќе се даде дозволата за градба, каде што ќе може да почнете и со градежни активности. Но на E-Go не и оди бавно само во земјава. Минатата година тие најавија изградба на фабрика во Ловеч, Бугарија, а работите на терен почнаа годинава неколку дена по најавата за инвестирање во Северна Македонија. И покрај доцнењето во Бугарија, Бектеши очекува дека за 18 месеци од сега 900 работници од Полошкиот регион ќе работат на новите електроавтомобили. Роковите за изградба на фабриката на E-Go не се важни само за јавниот имидж на инвеститорот и владата. Согласно договорот, државата е партнер во проектот и треба да обезбеди 33% од вредноста на инвестицијата, или околу 45 милиони евра. Компанијата нема да користи никакви даночни олеснувања или ослободувања, односно повластици. Тоа значи дека од првиот момент кој ќе почне да генерира приходи или од првиот момент кој ќе почне да се вработуваат луѓе, веќе почнува процесот на ангажирање на локален персонал, дека даноците, значи персонален данок при донеси, данок на добивка, ќе се слеваат во државната каса. Државната помош вклучува поддршка во градежните работи, во набавка на опрема и средства за доквалификување на работниците. Тоа според Деспотовски е стандарден пакет што државата го нуди на странските инвеститори. И тој, но и министерот Бектеши уверуваат дека има заштитен механизам за да не пропаднат парите на даночните обврзници кои се планирани за инвестирање во германската автомобилска фабрика. Ангажирани се и надворешни ревизори кои ќе следат динамиката на изградбата на компанијата. Веќе добивме информација од самата компанија согласно условите од договорот, што е тоа што веќе е започната како инвестициска активност во делот на набавката на опремата, зборувам сега. Така што, откако ќе добиеме соодветна документација дека набавката е веќе во тек, дека одредени исплати кон добувачите веќе се направени, че согласно тоа ќе си ги следиме условите на предвидени во самиот договор. Повторно ќе кажам, не исплаќаме ништо авансно, така што сметам дека и секако ја следиме динамиката на реализација. Според Деспотовски, државата ќе си го врати вложеното веќе во 7-та година откако ќе почне масовно производство на автомобили, ако и кога ќе почне. Дополнителен предизвик ќе биде да се најде и произведе квалификуван кадар за фабриката. 900 не мислам дека е предизвик за Полошки, напротив, особено што Скопскиот е тука. По делот на квалитет,
како и секаде на друго место, меѓутоа заради опцијата да користат програми за квалификација, мислам дека ризиците ќе се нивелираат нормално. Подразбира дека она што е предвидено како плати, односно структура на плати во деловниот план ќе се испочитува. Во моментот кога ќе почне изградбата на објектот, веднаш ќе почне со луѓето кои треба, значи со рекрутирање на луѓе што треба да бидат вработени од страна на менеджментот на ИГО и ќе имаме време од околу една година каде што тие можат да се квалификуваат за нивните потреби. Иако од старт е промашен рокот за почеток на изградбата на фабриката за електрични автомобили во Тетово, властите уверуваат дека се тече според очекуваното. Единствениот кој побаравме, а не добивме одговор, се одговорните во компанијата што треба да инвестира, германски ИГО. Првично изразија интерес, но потоа не реагираа на нашето барање за коментар. Компанијата во моментов не ужива углед на значителен производител на електрични автомобили, а и тоа што во земјава се најавува како голема фабрика, на интернет страницата на ИГО е опишано како микрофабрика во Северна Македонија.